Климатските промени кои се се поевидентни и се производ на загадувањето, за жал ќе бидат се повоочливи во периодот што предстои, прогнозираат експертите кои стручно се занимаваат со оваа проблематика. Велат не очекуваат драстични промени од многу топло во студено, влажни периоди, но и големи суши кои нас како земја која во голем обем се занимава со земјоделство, ќе не погодат во значителна мера. Ние од година во година веќе ги гледаме ефектите од глобалното затоплување. Тие природни невообичаени амплитуди, пресет температурни, ненајавени бури, порани дождови, долги суши, тоа се све елементи на ефектите од глобалното затоплување, што во голема мера ќе го афектира производството на храна. Ние како земјоделски ориентирана земја и како ќе не погоди, со оглед на тоа што поголемиот дел од GDP-то припаѓа токму на земјоделството. Она што советуваат е државата да обрне внимание на енергетскиот сектор како најголем загадувач или емитер на стакленички гасови, да се изнедат механизми кои ќе ја трансформираат енергетската економија од високо во ниско емисиона. Така да до пред некоја година стапи на сила и климатскиот договор од Париз, меѓутоа за жал морам да кажам дека дел од најголемите загадувачи како што се Америка и Кина во моментов немаат намера да ги спроведат одредбите од самиот меѓународен договор, а за среќа наша, Германија како економски лидер во Европа ги презема клучните заложби и чекори конкретни, така да почнува веќе транзицијскиот период кај нив од стакленички гасови кон нискоемисиони гасови во самата индустрија, што претпоставува дека по некоја верижен процес ќе се прелива во пониско развиените земји, меѓу кои во Македонија. Македонија, енергетскиот сектор е најголем емитер на стакленички гасови и тука владата ќе треба да изнеде во иднина механизми како да трансферира енергетската економија во нискоемисиона, од високо кон нискоемисиона. Она на што алармираат и адвокатите и екологистите е тоа дека населението во земјава се помалку доставува представки до надлежните институции, иако директно е сведок на енормното загадување на водата, воздухот и севкупната животна средина. Наставот се дека кога притисокот за превземање мерки од страна на најмногу засегнатите би бил поголем, тогаш побрзо и поефективно би се пристапило кон решавање на проблемот, кој понатаму добива на обем наместо да се решава.